Здраво на сите! На мое огромно задоволство, верувам и на ваше, денеска продолжуваме со денешното издание на Квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на вашата омилена телевизија, а тоа е телевизија Сител. Нашите надпреварувачи се веќе подготвени, чекаат да бидат повикани, се со цел нели да ги започнеме нашите надавања и да видиме кој ќе излезе како краен победник во денешното издание и кој ќе има шанса да се соочи потоа со темата од нашата листа за паричната награда. Зато, да одиме со ред. Прво, ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини, а тоа се Марко и Јане. Повелете. Здраво. Како се врче? Здраво. Јане, добри сте? Супер. Минатиот пат имавме доста интересна партија. Да. Се одморивте, што се вика, одговаравте само кога требаше да одговарате. Пеналите. Но на крајот нели оне, на крајниот учинок си излеговте како победници, успеавте да си земете и 100 евра. Може би можевте и повеќе, но Да, ама посигурни бевме сака. и паметно од моја страна, мислам, од мене ако ме прашувате, затоа што сепак подобро, нели како беше она врапче во рака отколку гулап на гранка. Така. Муаветот. Ја погоди, ми се верувам, мислам како ќе промашам, како и се во живот. Да не сакате да додадете вие нешто? Па не, тоа да поздравиме нашите што не гледаат, пријатели, роднини, сите. Куде да не кажувате многу, да не почне да ви барат од парите. Да. Големите пари. Ако немате што да додадете, да не ви ја рушам концентрацијата и да ве оставам да се аклиматизирате во домакинската кабина, повелете во вашата домакинска кабина. Добре, па. А секако, тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи за прв пат во листа за 300, Ајше и Денис. Повелете! Денис, здраво. Здраво. Ајше, здраво. Здраво. Како сте? Добро, фала. Може полоче корче напред да дојдете, да, стрпне да не ми паднете таму позади. Како сте расположени? Добро, фала. Ајде на кратко да ве запознаеме, ќе започнеме од дамата. Ајше, да ни се представиш, од каде доаѓаш? Јас сум За тебе Ајша, што живеам во Скопје, поточно во Чаир. Супер, голем поздрав до сите чирчани. Да. И ова ми е мене прв пат Прво, воопшто. воопшто на ТВ. Супер, баш ми е драго. Многу ми е драго што одбрав дете баш кај мене во листа за 300. Да биде првото телевизиско искуство. Денис? Јас сум Денис, од Скопје исто, од Чаир. Синот не пријави. Да се, тоа сакам да те прашам. Да. Разбрав дека синче до 9 годишно, како се вика само? Адис. Адис, голем поздрав и до Да, Адис. фала, ги поздравувам И фала ти што си ги пријавил, Адис. Да, Супер, одлично. Да, он беше така главниот причинител што решивме да се пријавиме и да се пробаме среќата. Одлично. Колку што има нели среќата, толку искуството и знаењето си има тука улога. Значи ќе мора трите да го најдеме не вистинскиот рецепт или вистинската формула за да ги споиме сите тие три работи. Но тоа секако ќе направиме вака како се пријавуваме Така е, во секако. листа за 300. Секако. Уште еднаш, многу ми е драго што баш денеска што баш листа за 300, мојот квиз го одбравте нели да биде ваше прво телевизиско искуство и се надевам дека ќе биде позитивно, без разлика на крајниот резултат, нели да. Што ќе биде? Да не сакате да поздравите некого? Ги нешто поздравувам да сите додадете? што не познаваат, сите што не гледаат и така. Јас си го поздравам сопругот што ми е моментално дома. Да, голем поздрав и до сопругот. Нека навива, кажи му да, Да, навива. Тама за парите ќе видиме дали ќе даде. За парите? Да, за тоа ќе видиме. Се зето. Денис Јајше, со среќа во продолжение, почувате како предизвикувачи. Така, да видиме до каде ќе стигнеме. Благодарам. Предизвикувачката кабина. Марко и Јане, односно Ајше и Денис се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно ќе ги провериме дали функционираат онака како што треба, затоа што не ни се потребни никакви компликации во продолжение на нашиот квиз. За таа цел, ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Денис и Ајше, дали се слушаме? Да. Одлично, во продолжение. Ако има било каков технички проблем, дали ви е тивко, гласно, шушка, кочи, да ми сугерирате за да го отстраниме проблемот. И она што ме мени исто така многу важно и неколку пати до сега ви напоменав, доколку нешто не ви е јасно, не сте сигурни дека така сум го кажал, дека правилно сте го слушнале, слободно да ме прашате. Договорено? Не сакаме кикстака да направиме.
Сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на вашите противници. Марко и Јане, дали се слушаме? Да. Одлично, вие си ги знаете сите оние работи, ако имаме проблем ова, ако имаме проблем она. Да. Се надеваме дека нема да имаме проблеми, така? Момци, со среќа во продолжение. Сега започнуваме. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Што значи сега е време да започнеме со денешното издание на квизот Листа за 300, како и секогаш. Така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња што ја содржат буквата С. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата С како Скопје и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати, во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Марко и Јане, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Денис Јајше, дали не е јасна темата? Да. Јас уште еднаш дека се првпат во Листа за 300, ќе ви го напоменам само тоа да бидете внимателни дека името треба да го имат најмалку 5 наши жители за да биде заведено во регистарот. Тоа па понатаму текопно. Едно прашање. Да повели. Името може да е со колку била букви? Да, немаме ограничување со буквите, така да. Добро. Од што се вика. Една натаму ако имам име со една некога го викаат почи така. Се чекам, Денис. Сега започнуваме, знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат текомните предизвикувачи. Во таа улога моментално се Денис и Ајше. Па ги ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Денис Јајше, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. Не ме поедно марче да го вртите на мојата стопа, сте се за какав е тактиката така повели. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 37. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40. Стигнавме до округла 40. 47. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. 45. 45. Нека одговара. Да одговарат, ајде да видиме Денис Јајше дали оваа стратегија ќе ни се исплати. Сепак да, немаме малку полиња, 45 празни полиња кои што треба да се испишат со точни одговори за Марко и Јане да го освојат првиот поен. Бидете внимателни. Има доста, како што рекоме, не мора да почува на буквата С, туку имиња кои што ја содржат буквата С, без разлика каде се наоѓа. Кога ќе бидете подготвени, Марко и Јане, слободно започнете. Анастасија. Анастасија.
Така е. Бисера. Бисера. Семам Бисера братучетка, па да си ја поздравам во оваа прилика. Така е. Васка. Васка. Така е. Весна. Весна. Така е. Сара. Сара. Поздрав до Сара, жена ми добра другарка и моја веќе. Симона. Симона. Така е. Симеона. Симеона. Така е. Да ја поздравам баба ми Роска. Роска. Така е. Више кога поздравувам и мајка ми Светле. Мајка ти Светле да поздравим. Така да. Голем поздрав. До Светле нема ја тетка да викам. Светлана. Светлана. Така е. Софија. Софија. Точно. Софи. Софи. Точен одговор. Совка. Совка. Така е. Стефи. Стефи. Леле, и Стефи само 16, очекував повеќе дека ги има во Македонија, ама сепак доволно за точен одговор, нели? Стефанија. Стефанија. Така е. Стела. Стела. Така е. Сандра. Сандра. Така е. Александра. Александра. Точен одговор. Сашка. Сашка. Така е. Се блокиравте малце. Добро, имате време, уште не се брзате. Пополека. Ќе ви кажам кога ќе треба да почнете да се брзате. Ксенија. Ксенија. Така е. Константина. Константина. Видиш ли дека во моментот кога го прочитав тоа што ти го кажа името Константина, тука на листата, чудна работа. Така е. Кристина. Кристина. Така е. Христина. Христина. Тоа е точен одговор.
Ајде, размислувате, имате уште неки 2-3 минутки вака на раат да размислувате после тоа. Ќе почнам тензија да ви правам. Јас за да чисто да видиме дали така ќе ви тргне работата, ќе ви ги прочитам еве тие до сега што ги имате кажани имиња. Светлана, Софија, мислам дел од нив, Светлана, Софија, Софи, Совка, Стефи, Стефанија, Стела, Сандра, Александра, Сашка, Ксенија, Константина, Кристина, Христина. Росица, Росица. Така е. Ристана, Ристана. Така е. Марко Јане, за една минутка ќе морам да почнам да бројам. Знаете дека на секој даден одговор, горе сетирате сатот, на 10 го враќате. Исидора, Исидора. Така е. Десет, 9, Костадина, Костадина. Костадина, така би му дошло. Костадина 53 во Македонија, точен одговор. Но, за жал, ја морам пак да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Сирма, Сирма. На последната секунда. Така е. Тоа морам пак да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Сабина, Сабина. Сабина. Така е, Сабина точен одговор. И одиме повторно 10. 9. 8. 7. Анастазија, Анастазија. И Анастазија е точен одговор. Инес, Инес. Инес е точен одговор. Морам да бројам 10. Ирис, Ирис. Така е. 10. Алиса, 9. Алиса. Во земјата на чудата. Па родена у Македонија. Алиса. Така. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1,5. 1. 0. Дали имаме одговор? Сабрина, Сабрина. Ајде да видиме Сабрина.
Сабринче. Чекај да видам вака. Мислам дека има Сабрина. Не. И има повеќе од 100 Сабрини. Точен одговор. Морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Борислава. Борислава. Да, готово. Речи, ја сега го намалува времето за броење од 5, ми викаат да бројам надоле. А иначе, Борислава е 35-ти точен одговор, 46 има во Македонија, за жал сега од 5 одиме. 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Марко Јане, колку кажавме? 35 имиња, секоја чест. Искрено ви кажам, секоја чест. Мислев дека многу полесно ќе оди темава, но кога си го тестирав ја, знаењето заглавен бев на едни тисти имиња ми се вртеа во глава. Не можев никако некое ново име да извадам. Сам да кажам со други зборови исто ја бев тука некаде со одговорите. Ништо не е готово, добро ви е познато, имам уште една лицитација, уште едно надавање каде што ќе можеме да бараме нели поправен за изначување, се извинувам, на резултатот и потоа до целосен пресврт. Но ја да им честитам на Денис и Најше за вистинската стратегија, тактика одбрана, барем за првата лицитација, успеавте да ги фатите на кондиција вашите противници, доста надававте, што ми се допадна, вашата храброст, имаме 45 празни полиња, што остава многу простор, нели да направиме грешки или едноставно да се измориме, па да не размислуваме како што треба. Честитки, но и за вас истото, не се опуштајте премногу само вие, затоа што имам уште една лицитација и сте може за миг да се промени. Та не значи дека не може да се прославите. Пред да продолжиме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација, да прочитам уште еден мал дел од оние женски имиња што ја содржат буквата С. Тука ќе пробам да извадам, сепак доста кажа Марко и Јане. Мислам дека не ја кажа Боса, Босилка, Ванеса, Василија, Василка, Веселинка, Деса, Десанка, Деспина, Доста, потоа Југослава, Косана, Косара, Костадинка, Лариса, Селена, Селма. Тешко ми да издвојам да ви кажам, доста имиња кажа, Теодосија, Томислава, Фросина и да завршиме тука. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација, која ќе одлучи дали Марко Јане, односно Ајше и Денис ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата на која што ќе може да освојат и парична награда. Но се со ред. Темата за втората лицитација гласи: општини во Македонија со над 10.000 жители. Бараме имиња на моментално постоечки општини во Македонија кои според последниот попис имаат над 10.000 жители. Како помош, нека ви послужи фактот дека над половината од општините имаат повеќе од 10.000 жители. Морам вака да ви кажам едно, само да напоменеме чисто, нели, за рефрешни информациите да направиме. Немојте да заборавите дека Скопје не е општина, тука е составено од повеќе општини кои што секако можете да ги играте. Ова ви го кажам се со цел да не направиме непотребен лапсус, па нели кикси да не се одрази тоа на резултатот, нема потреба. Марко Јане, дали не е јасна темата? Дали имаме колку општини се вкупно? Немам вкупно, можам да ти кажам дека се повеќе од 40 тука што имам информацијата. Има иначе 80 вкупно општини се мислам во Македонија. Па да, на тоа мислам. Околу, да, на тоа мислиш така. 80 се вкупно, а ти викам повеќе од 40 се спаѓаат со повеќе од 10.000 жители. Ги слушав ти информациите, така добро. Денис, дали не е јасна темата? Одлично.
Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат со лицитација, односно со надавање, оние кои што по првата одиграна игра имаат негативен резултат. Во таква ситуација се наоѓаат Марко и Јане. А се смеам цело време зашто волку киксови издаткувања сум немал во животов како денеска што имам, ама тоа е што е. Има и такви денови. Марко и Јане, ќе ве замолам да исклучиме кабината на Денис и Најше, а Марко и Јане, кога ќе имате понуда, споделите ја со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 27. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. Иди. 37. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 36. Видите, сите 37. градови. 37. Ајде нека одговараат. Да одговараат. Ајде. Мислев дека повторно ќе пробате да ги фатите Марко и Јане онди да одговарат, можда и тоа ви беше планот, но дали ве прочита или едноставно така им дојде, решија да ви дадат шанс вие да одговарате. Имаме 37 празни полиња, кои што треба нели да ги испишеме со точни одговори за да го освоиме и вториот за ваш, би рекол, многу важен поен. И да направиме грешки, имаме пенали за поправе, но нели, за вас би било убаво да си го освоите самите сега. Темата беше општини во Македонија со над 10.000 жители. Во Македонија севкупно има 80 општини, повеќе од пола се на оваа листа, можам слободно сега да кажам 47 општини се со над 10.000 жители. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Чаир. 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 Знајот својата општина се почува одма и така е точен одговор. Аеродром. Аеродром. Тоа мојата општина, фала ти. Мисле, побрзо ќе пишете мојата општина, што точен одговор? Газивова. Газибаба. Така е. Кисела вода. Кисела вода. Точен одговор? Арачиново. Арачиново. Така е. Студеничани. Студеничани. Точен одговор и студеничани. Веќе 6. Сарај. Сарај. Така е. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. На 10.000. Точен одговор. Илинден. Илинден. Така е. Петровец. Петровец. Штета. Петровец.
Допред некоја година 8.000 жители на последниот попис успеваа да се качат до 9.000 и нешто, но сепак не се 10.000 и не го исполнуваат овој услов. Леле, Денис, а толку убаво ни тргна целата работа. Добро, ја искрено немав представа за Петровецко кафе, колку жители звучи исто дека често го слушам, можеби ја би го играл дека во близина на Скопје, па нели си вика чисто поголема општина некоја, што не е мала, но сепак не е како останатите. Тука ги имаме, ништо не е готово за вас, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат. Честитки до Марко и Јане за тактиката. Ќе ги прочитам еве на брзина оние, ќе кажам, така позвучни општини. Првите 10 се Куманово, Битола, Тетово, Аеродром, Газибаба, Прилеп, Карпош, Чаир, Киселавода и Гостивар. А потоа ги имаме други вака Арачиново, Берово, Бутел, Валандово, Велес, Виница, Гевгелија, Депар, Делчево, потоа Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Липково, Неготино, Охрид, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, центар од Скопје исто така, Штип и Шуто Оризари, исто така општина од Скопје. За жал, Петровец, можеби по наредниот попис, веќе ќе можеме да го играме во оваа категорија, односно во оваа тема со општини во Македонија над 10.000 жители. Денис Јајче, ништо не е готово и за вас, Марко и Јане. Сега ќе играме пенали и пеналите се тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена со шанса да освои парична награда. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: држави чие име завршува на ан, односно ан. Бараме имиња на признати држави од целиот свет чие име во наша транскрипција завршува со ан. Да речеме како машкото име Зоран. Марко Јане, дали не е јасна темата? Одлично, Денис Јајче, дали не е јасна темата? Јас уште еднаш ќе повторам чисто и за едните и за другите да не дојде до некоја забуна. Ги бараме оние држави кои што последните две букви им се АН, односно ан, како што завршува името Зоран. Јасно име све на нашите надпреварувачи, но чисто уште еднаш да ги појасниме работите во врска со пеналите. Одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра. Максимално време за размислување ни од прилика 10 секунди, што значи одговорите треба да бидат брзи, јасни и точни. Па, да не должам повеќе, знаете дека први одговараат на пенали тековните предизвикувачи. Денис Јајче, кога ќе имате одговор, споделете го со нас. Оман. Оман? Така е. Иран. Иран? Така е. Пакистан. Пакистан? Така е. Казахстан. Казахстан? Вчера ми излезе некој видео за Казахстан, луѓе, јас се изненадив за каква земја станува збор. Колку се светлосни години пред нас и природа каква имаат и се зачудив многу. Така е, Казахстан, точен одговор? Афганистан. Афганистан? Така е. Туркменистан. Туркменистан? Точно. Азербејџан. Азербејџан? Така е. Бутан. Бутан? Така е. Азербайджан, Афганистан, тоа Туркменистан, Не го кажа.
Има уште некој станчо стана тоа и за едните и за другите ваши. Таджикистан. Таджикистан. Така е. Таджикистан. Точен одговор. Судан. Судан. Така е. Ајде, размислувајте. Уште малце одговори се. Морам да почнам да бројам. Денис, јајже. 10, 9, 8, 7, Киргизстан. 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 Само момент. Да, еве го Киргизстан. Така е, точен одговор. Мислете, Марко и Јане, ќе ви дадам и на вас време за размислување. Иако... Уште колку држави се вкупно останати? Уф, чеки, извини. Оп, одречија ме опомена дека не сум смел да откривам ова информација, се извинувам. Се ќе ја откривам за малце. Морам да бројам 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Либан може или Еден. не се важи дека не е... Не знам како оствари во наша транскрипција. Кој? Либан. Либан. Либан си е Либан. Либан го играте Да. Либан. Леле, во последна секунда, бравос. Да си прекјутеше, ќе отидеше така, точен одговор ќе ви пропаднеше. Затоа зборувајте се луѓе меѓу себе, не се сраме. Това важи и за вас и за вас. Зборувајте се слободно дека така може да излезе некој одговор од целиот муабет. Точен одговор е Либан. Сега уште малце одговори, факт е дека остануваат. Чекај да видам. Уште многу малце, размислувајте. Узбекистан. Узбекистан е едниот од одговорите. Браво, Денис. Браво. Узбекистан е точен одговор. Марко и Јане. Морам да бројам 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Многу ми е жал и од Режија веќе ме опомена дека премногу долго влекувам. Другари, единствена кој? Не кажавте ви, ми се слуша како некој да кажа. Единствена држава од оваа листа, односно државите кои што завршуваат на ан, остана Ватикан. И Јужен Судан, се извинам, Јужен Судан и Ватикан. Тоа се единствените две држави кои што останаа во игра. Да беше било како другачија ситуацијата, да бевме тука застанати за парите, ќе пробав некако нели да ви асоцирам за Ватикан и Јужен Судан, жал во оваа ситуација. Не смев на никого да помогнам, а тука ми седеше. Сакав да кажам и на едните и на другите. Многу сакав да ги кажеме сите, ама тоа е што е. Како што реков, Ватикан и Јужен Судан се последните две држави кои што останаа некажани од оваа листа. За жал, времето ги прегази Марко и Јане. Денеска ми е криво, на 2-3 пати ги утепав од броење, им направив притисок, но што да правиме? Едно од правилата е и тоа. Марко и Јане, одлични надпреварувачи, криво ми е што само финансиското салдо не е поголемо, сметам јас дека заслужувате повеќе пари да освоите и дека
Требаше да освоите повеќе пари минатиот пат, но тоа е што е. Вака намерно ве држиме за да се пријавите пак. Да рече, знаеме дека можеме повеќе пак да дојде. Искрено, со нетрпение и едва го чекам следното ваше учество во нашиот квиз да видам тога што ќе направите и колку пари ќе ми земете. За жал, денеска морам да ви кажам чао. Денис Јајче, одлично одиграна партија, храбро, со како да кажам, со тактика, стратегија ги пуштивте прво вашите противници да одговараат. После тоа добро се лизнавме на еден мал кикс, но ја вративме и само до вербата и резултат потоа на пеналите. Сега ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена, но пред да го направиме тоа, одиме на кратка пауза, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. На моје огромно задоволство, Ајше и Денис ми се придружија тука на главната сцена и сега за кратко ќе ги сочиме со темата која што ми е веќе подготвена, да видиме колкава ќе биде паричната сума што ќе освојат. Не викам дали, зашто знаете и самите дека треба киксот да ептен голем за да им дозволам да се заминат од тука без пари. Ова станува збор за сите мои надпреварувачи. Сум рекол, непишано правило ни е тука, меѓу целата екипа, дека тој што стигнал до тука и има целосно право и да се отиде со париче некое, па затоа сме тука да помогнеме. Еве нашата листа, која што е составена од 15 празни полиња, која што треба да испишеме со точни одговори за да ги освоиме оние максимални 300 евра. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 и како што реков за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Колку често одиме во Грчка на одмор? Дали одиме воопшто во Грција на одмор или имаме некоја друга топ туристичка дестинација каде што одиме? Албанија, Грција, тука се сите. Така. Намерно спомнав за Грција затоа што во овој случај темата ни е поврзана со исто имената, па затоа. Да не губиме повеќе време, ја мислам да соопштиме темата и на вас и на нашите гледачи. Денеска, драги гледачи, го тестираме нашето знаење на тема грчка азбука. Кратко и јасно. Знаеме дека грчката азбука е составена од 24 букви, ако не се лажам, не ми требаше да се излетам, требаше прво да се пребрам, мај, да речеме дека е така. Ги знаете кои се, како се, што се? Ја мислам дека неколку ги знаеме од општа култура, барем да тргне работата, па после кема наоѓаме чарето, кема наоѓаме заедно. Кога ќе бидете подготвени, Денис Јајче, слободно започнете. Алфа? Тоа дека пивото го знаеш, грчкото тоа, па затоа. Така, алфа е точен одговор. Бета? Бета. Добре, ги имаме првите 3 за 50 евра, ако ништо така е. Гама? Гама. Така и 50 евра, првите 50 евра во листа за 300. Што ги освојувате, честитки. Супер си, така е. Едно имате. Така. Чекај. Кој е? Делта? Само момент, така е, Делта. Четврти точен одговор. Омега? Омега. Така е. Ипсилон? Ипсилон. Ипсилон за 100 евра, така е, честитки. Сега размислете убаво што правиме за понатаму, да не направиме, иако мислам дека можеме да извлечеме уште некоја, уште барем да стигнеме до 150 евра, јас сметам. Se vika je Ksenija, Kseo, така, Кс. Блиску си ќе ти признавам ако си толку блиску со одговорите. Ксилон, така некој. Иначе има Ксилон. една актерка на Майкл Даглас, ако не се лажам жене, Кетрин. Зет. Опа, видиш, ќе им бива за асоцијации. Зета. Имаме една, размисли сега за другите. Зета, Зипсилон. Има варијација од дипсилон со друга самогласка од Па да, напред. Зипсилон. Не, со друга, или ни се а. Ајде размислете. Супер ми се допаѓа дека вака размислуваме. Гама, бета, алфа, зета.
Така. Делта го кажавме. Кој ги имаме сега? Зета рековме, така. Зета. Дра. Таа Има една многу позната исто буква, не знам дали имаше и марка некоја на за техника. Уште една многу позната од овие, нели како што викаме алфа, бета, гама, делта, зета на С буквата, толку можам да кажам. Дали ви текна како се викаше 3,14 математичкиот број? Така. зета пи. Зета пи. Уште едно. Ајде, супер сме. Зета пи. Ти е мајно, што ги кажеш. Не може. Ајде. Ет. Еј, морам и ова да го асоцирам, затоа што многу добро се осеќам. Што носиме на глава? Качкат. Како го викаме? Нагалено? Каче. Не, Не, киче. не, Кече. не, не, Кече. спортска? Ипсилон зета. Кеч. Зета. Ајде, близко сме. Еј, Зета беше с другата која беше. 3 букви. Зета пи. Зета пи. И уште една ни треба. Качкат, не, качкат, шапка. Не, шаде. Не, баш на К си почува. На К? На К, да. К. Како го викаме? Качкат. Каче. Кача. Бебе. Близко сте. Една буква. К. Ката? Не, капа. 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 Ајде. Капа? Капа, така е. Браво, Сајче, ова за тебе оди. Леле. Тебе ти текна. Капа. Капа. Ајде да видиме капа. Зета. Точно така. Зета. Зета. И Така е. со таа 3 букви која беше? Со 3,14. Пи. И пи. Доволно беше. И стигнавме до 100 септемвра. Нема одиме до 200 евра сега, нема да се оди. Ајде, речеме. Супер, бевте, да. Си намачеве за последниот дел. Мора да признам што до 100 евра се стигнавте без никаков проблем, потоа со мала помош, кажеш, јас се осеќам многу убаво. Благодарам. Нема што благодарам. Дел од листа за 300 е тоа. Помошта што одим. Супер, на моје огромно задоволство си обезбедив учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. А сега можете слободно да одите, нели, да ги трошите овие 150 евра, затоа што со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Се надевам дека и вас дома покрај малите екрани ви беше интересно онолку колку што ми беше и мене тука во самото студио. Уште еднаш на моје огромно задоволство, повторно ќе се дружиме со Денис и со Ајше во следното издание на нашиот квиз, а до тогаш останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!